Што е струја? Во ова видео ќе научиш што е струја, како таа може да се измери и како таа може да се пресмета. Струјата е брзина на проток на полнеж низ напречен пресек на електричен спроводник. Протокот на електричен полнеж исто може да се дефинира и како движење на електрони. За мерење на струјата се користи амперметар и единица за струја е ампер со ознака А. Амперметрите мора да се поврзани сериски во струјното коло. Струјата треба да тече кон позитивниот крај на амперметарот и да излезе преку негативниот крај. А зошто се движи полнежот? За да се движат електроните, потребни се две работи. Едната е извор на потенцијална разлика, која е исто така позната како напон. Ова обезбедува притисок што овозможува да тече струјата. Второ, да се затвори колото. Колото не смее да има прекини во него. Ако има прекини, тогаш не може да тече струја. Всушност, на тој начин работат прекинувачите. За да се исклучи еден апарат, се создава прекин во колото и на тој начин се спречува струјата да тече. За да се вклучи апаратот, се затвора прекинувачот, со што се комплетира колото и тоа овозможува струјата да тече. Во сериско коло, сите елементи се поврзани еден по друг. Сите електрони се движат низ секој елемент и секој дел од колото. Сите електрони искусуваат ист отпор и поради тоа сите се движат со иста брзина. Ова значи дека во сериско коло отчитувањето на трите амперметри ќе биде исто. А1 е еднакво на А2, што е еднакво на А3. Ова не е случај кај паралелно коло. Во паралелно коло, струјата се дели помеѓу различни гранки од колото. Па така, А1 е еднакво на А4, но А1 е еднакво на А2 плюс А3, што е еднакво на А4. За да се пресмета струјата во колото, може да се користи оваа формула. Струјата е еднаква на полнежот поделен со времето. Тоа е логично, бидејќи струјата е брзина на проток на полнеж. Или можеби ти е полесно да запомниш дека полнежот кој поминал низ проводникот за одредено време е еднаков на струјата помножена со времето. Користејќи ја врската помеѓу полнежот, струјата и времето, дали можеш да одговориш на овие прашања? Паузирај го видеото за да ги решиш. Дали доби 4 ампери и 60 куломи? Може да одговориш на уште неколку прашања за да го провериш твоето разбирање за струја. Дали ги одговори точно? Полнеж, амперметар, ампери или А, сериски, А1 и А3 се еднакви на 0,5 ампери. А3 изнесува 1,2 ампери, А4 изнесува 2 ампери. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница nauказадеца.mk.